Мутираниот свински грип е причината за големиот број смртни случаи. Според епидемиолозите, годинава во земјава вирусот е поагресивен и предизвикува потешки компликации. За 2 месеци има 22 смртни случаи, што не е евидентирано последната декада, по пандемиската 2009 година, кога првпат се појави свинскиот грип, а починаа 33 лица. Тие чести, така наречени промени, што викате вие, мутации, секогаш не се работи за вистинска мутација и од каков обем ја треба да се оцени, се многу чести кај вирусот на инфлуенца и токму ради тоа и ова година, поради тие мали промени, добивме еден многу поагресивен тип на H1N1 подтип на вирус, кој што предизвикува тешки завршетоци, смртни завршетоци, тоа не само кај популацијата над 65 годишна возраст. Иако бројот на заболени опаѓа, епидемиолозите предупредуваат дека и наредниот период можно е се уште да има потешки случаи на заболени од грип. Најдобра превенција е вакцинацијата, која според лекарите ги намалува компликациите. Не треба несериозно да се свати грипот. Значи, грипот е заболување од кое се умира. Ако не можеме да делуваме на антигенските и генетски промени на вирусот на грип и на неговата вирулентност и моќта да предизвикува заболување, можеме да делуваме на друг начин. Значи да се заштитиме самите себе и нашата непосредна околина. Во меѓувреме се распламтува епидемијата на морбили. За една недела регистрирани се најмногу 104 случаи со мали сипаници. До сега заболеле 650 лица. Заразени има во 19 градови во земјава. Александар Динев, Сител телевизија.